На денешната расправа посочивме и дека ниту еден доказ од таа спомената обемна документација не е пронајдена во домот на Александар Нацев и дека се работи за документација која што била пронајдена подоцна при претрес на возило, меѓутоа документација која што не укажува на тоа дека ова лице има било каква управувачка, односно сопственичка структура во друштвото за обезбедување на имоти лица Rubicon Security Solutions. Тоа се планови за обезбедување за други објекти, не за конкретниот објект. И самиот закон предвидува дека такви планови се изработуваат кога се потребни обезбедувачи повеќе од 4, најмалку 5, извинете. Во конкретниот случај биле 4 обезбедувачи според обвинението и поради тоа таков план не бил изработен, а со тоа немаше доказ дека членовите на обезбедувањето имале конкретни задачи како да постапуваат критичната ноќ. Од друга страна, нас одбраната не загрижува што одредени докази кои ни одат во прилог беа обезбедени во текот на истрагата, но не беа презентирани од страна на обвинителството. Докази во однос на лицето за кое се тврди дека ја внело пиротехниката, има докази дека тоа не го сторило, дека ранецот не бил негов кој бил пронајден во дискотеката.